добро вечер. Отворено за на телевизија Кобра, овој пат посветена на изборната кампања. Еве како што сите знаеме, таа се уште тече. Ги очекуваме одржувањето на изборниот ден за парламентарните избори и вториот круг од претседателските избори. Наш гостин вечерва е професорот Димитар Апасиев, претседател на Левица. Господине Апасиев, добро вечер и добре дојдовте во телевизија Кобра. Добро вечер, благодарам на поканата. Така, како што најавив, изборната кампања е во тек, како се наближува времето за одржувањето на изборниот ден, станува се пожестоко. Вие постојано сте на терен, имате средби со граѓани, митинзи. Ја нудите македонската платформа со која, како што велите, ќе биде ќе се спротивставите на тиранската и софиската платформа. Што тоа ќе значи? Така. Па тоа е вулгаризирана смисла на овие наши избори. Практично граѓаните имаат избор помеѓу три опции. Првата е тиранската платформа, која ја застапуваат без оглед дали е ДУИ како политичко крило на УЧК или овие коалиција Вреди, кои што е необалистички практично организации. Тоа е иста платформа, тоа е тиранската платформа која тежне кон разградување на државата и правење бинационална држава и нејзина федерализација пред конечна сецесија, односно распад на државата. Втората е софиската платформа, која што ја застапуваат двете мејнстрим или како што ние ги викаме буржујски партии, тоа се СДС и ДПМН. Првите ја застапуваат отворено, додека вторите ја застапуваат латентно, односно не кажуваат, но тоа е договорено да го менуваат уставот за влез на бугарите, кој ќе отвори Пандорина кутија понатаму. И третата платформа е онаа која што ја нуди Левица и која што ја понудивме за званично подпишување практично од страна на сите промакедонски партии и која се состои во 5 точки. Првата е унитарноста на државата, дека не преговараме за модели на дводомни парламенти, за бришење на јазик, тоест на 20% од уставот и слично. Второто е дека е територијален интегритет и суверенитет, забрана на чисто етнички партии, како што е секаде во светот. Следното идентитетот, значи не преговараме за македонски јазик, да се зголемат, тоест да се поострат условите за добивање македонско државјанство. Следното е секуларноста како четврта точка, бидејќи не може да дозволиме во секуларно општество кое по устав е секуларно оџи и попови да ни креираат јавна политика. И последното е државните инсигнии, тоа значи дека знамето, грбот и химната како државни символи мора да се почитуваат и во Западна Македонија. И тоа е платформа која не излегува од нашиот устав и затоа ја нудиме како пандан на тиранската и на софиската со цел било која идна влада, која би зависела од уцените на албанското малцинство и на незината елита, да може да се подпре на оваа платформа и да знаат тие дека не се преговара за овие 5 точки и тоа би ја заштитило државата која што во перспектива е загрозена баш поради оваа косоваризација и бугаризација која што ни се случува. Така, зошто се значајни овие избори, па може би најзначајни досега, се отиде ли предалеку со исполнување на оние услови со цел влез во Европа? Апсолутно. Значи гледате дека секој услов за отварање на поглавијата од Европска унија е се поголемо и поголемо разградување на државата и да мислиме дека историски се најзначајни. Не знам, граѓаните мора да сватат дека гледам и ДПМН сега тоа го релативизира, дека е тоа само влез на бугарите во устав, дека тоа би било со одложено дејство. Не постои такво нешто. Потоа ќе речете, па добро, не може се одложено, ајде веќе кога ги внесовме ќе биде безодложено. Тоа е само трик за да им подвалат на народот. И друго, ние сме, да не заборавиме, држава која има закон со кој гарантира колективни права на малцинствата, што е редок пример, но ние сме таква држава. Што тоа би значило? Тоа би значило нов рамковен договор за бугарите кои се непостоечко малцинство во Македонија, значи измислено, креирано од бугарски тајни служби. И од тука тоа е многу опасен преседан доколку би влегле бугарите во уставот. Тоа значи право на образование, право на нивни културни клубови, овие фашистички клубови ќе бидат финансирани од државни пари, значи тоа се повлекува правни, а не само политички последици и затоа е многу битно и ја гледате таа оска од Втората светска војна се уште функционира на неоврховисти и необалисти кои што сакаат практично да ја распаднат нашата држава и да станеме од Швајцарија на Балканите, како што тие си ја замислуваат, да станеме курди на Балканот, односно народ без своја држава.
и гледате целата тенденција и со тоа етничката припадност во личните карти кои ние ја спречивме во собрание, е македонскиот конститутивен народ како уставотворен и државотворен да се сведе на ниво на етничка заедница, и тоа е првиот чекор кон наше обезвластување и обездржавување. И следниот чекор би бил тоа да практично оваа оска како пропагандите во 20 век да ни ја буквално да ни ја доведат државата до непрепознатливост и македонскиот етникум, тоест народ да се сведе на еден од многуте етникуми кој нема да биде државотворен. Ние тоа нема да го дозволиме, ние тоа со двајца не го дозволивме, а не па со 8, 10 или 12 пратеници. Така, токму во оваа насока подадовте рака и на ВМРО ДПМН, но со услов да нема внесување на бугари во устав, дводомен парламент, дека сте против 20% од албанскиот јазик. Ние тоа го докажавме, значи ние не сме политичка секта, иако сме тешки за преговарање и сме незгодни, но ние покажавме и прагматичност, ако се сеќавате кога беше обидот за практично малцинска влада, односно преземање на власта, со тоа киднапирањето на Кастриот и се сеќавате дека ние седнавме на иста маса и со Таравари, и со Мицкоски, и со Беса, со цел да ги кутнеме СДС и ДУИ. Тоа значи дека ние како млади борбени политичари не сме слепи за реалноста и знаеме да направиме и отстапки и компромиси и правилно да напаѓаме и правилно да отстапуваме. Од тука секогаш кога републиката и државата ќе бидат доведени во прашање под уцени на елитата на албанското малцинство, ние сме тука да подадеме рака на било која партија која што ќе зависат од нашите гласови. Тоа не значи дека ќе влеземе во влада, но да ја зачуваме државата на основ на оваа платформа. Така што било кој мандатар може да смета доколку има искрена намера да ја зачува оваа држава. Од тука ние сме прагматични и конструктивни со цел да се зачува јавниот интерес. Се во интереса на државата. Во вашата програма предвидувате повеќе мерки. Една од мерките е и сите дистрибутивни мрежи да ги национализирате. Изводливо ли е тоа во денешно време? Да, апсолутно изводливо, дури и има обратен тренд сега, ако се навратиме историски во времето на тачеризмот и реганизмот, која се практично велфер стейт државата на благосостојба пропадна во Европа и се приватизираше, сега има обратен процес. Значи сите овие телекомуникацијски мрежи, сообраќајни мрежи, инфраструктура, гасоводи, нафтоводи да се повторно национализираат. Веќе има такви примери и во Британија, и во Франција, Словенија земете ја за пример, така што тоа не е невозможно. Тоа е еден дел од нашата економска програма, која што во многу наврати сме ја пласирале како радикална, но зошто е таква? Затоа што сметаме дека ова е болно општество кај што вакцина не помага и мора радикални резови, затоа што впрочем и реалноста во која живееме е радикална. Радикално е да отидете во руиниран здравствен систем кај што не работат тоалети или наместо цитостатик да ви дадат обична вода. Така што реалноста е радикална и од тука бара радикални мерки. Тоа е само еден дел од нашата програма економска. Другите два столба на кои што се темели, кои што се многу битни, според нас е банкарското робство или антилихварско законодавство, кое што ние го единствени го пласираме. Тоа значи ние имавме и веќе неколку наврати со двајца пратеници, но не успеавме, затоа што и едните и другите се во должничко робство како партии на комерцијалните банки и не сакаат да го донесат. Што тоа значи? Тоа значи да ги максимизираме каматите, да нема камата поголема од 4% во банките, а од друга страна да ги укинеме брзите кеш кредити, каде што имате лихварско и зеленаштво пар екселанс, и тоа е недозволиво во една држава, затоа што луѓето кои се кредито неспособни одат во магепсаниот круг на брзите кеш кредити, од кои што за 40.000 денара враќате 140.000 денара. А баш се расширени? Апсолутно, тоа е како епидемија. Тоа е едниот столб, и вториот столб е прогресивната даночна реформа која што никој друг не ја нуди. Да вулгаризирам, тоа значи богаташите да плаќаат повеќе отколку обичните работници кои се сиромашни. Значи за богатите поголеми даноци, за сиромашните помали даноци. И таа реформа се обидоа социјалдемократите кога беше Тевдовски, ако се сеќавате, но без успех. Така што ние во тој поглед нудиме сосема остварливи радикални мерки кои што соодветствуваат на ова болно општество во кое живееме.
Имате мерки за земјоделие, за младите. Еве кога имате средби со граѓаните, како реагираат граѓаните на вашата програма? Па мощне позитивно. Од друга страна да не заборавиме еве и денот на трудот, да не заборавиме дека Левица има најдобронамерна, затоа што ние сме бивши активисти на движењето за социјална правда Ленка, која се бавеше баш со работнички права и трудово право. Ние имаме најдобри решенија за социјална правда, трудово право и работнички права. Можеби да споменеме некои, например дека воведуваме 2/3 од утврдената минимална кошничка да биде минималната плата, потоа платата да се исплаќа до 5 или до 7 во месецот, а некако сега до 15. Потоа работата на определено време, што е многу суштински. Не знам дали знаете, клиентелата, големите партии ја држат токму преку оваа одредба. Во времето на Трајко Славевски јас големија на 5 години. Практично вие да работите 5 години месец за месец да ви даваат договори, ние тоа го намалуваме на 6 месеци со цел да не можат да ве уценуваат за работно место и да мора да гласате за нив. Потоа повторно враќање на хранарина и патари на работниците, не може само функционерите да имаат право на апанажа и на секакви бенефиции, додека обичниот работник да нема никакви права. Исто така и за пензионерите, намалување на старосната граница за одење во пензија, дупло зголемување на породилното отсуство, така што е типично левичарска нашата, значи проработничка, значи да се на пиедесталот да дојде трудот, а не капиталот. Од тука граѓаните ја препознаваат и мислам дека има позитивен прием. Дури предвидувате и 6-часовно работа. Апсолутно, да, тоа го испушти, благодарам што ме подсетите. Значи 6-часовно работно време, најновите истражувања покажуваат, особено во Скандинавија и во Германија, како пилот проекти и експерименти, дека работниците се многу попродуктивни кога работат 6 наместо 8 часа. Веќе на Црна Гора воведува 7-часовно работно време и тоа не е невозможно. И баш се добива дупло, значи администрацијата да работи 2 пати по 6 часа, тоа се целодневна администрација, практично вие од работа да можете да си завршите некоја работа бирократска, по шалтери и слично, така што тоа сметаме дека од друга страна ќе ја намали и невработеноста, затоа што тој кусок од 2 часа ќе мора да се пополни со нови, свежа работна сила, и мислиме дека тоа е одличен социјален пакет, така што нашата платформа за социјална правда е број 1 споредено од сите други. Дури на ДПМН и на СДС не се до таа мера проработнички, како што е нашите мерки кои ги предвидуваат. Како ја оценувате досегашната изборна кампања? Па прилично нефер и прљава, затоа што ние, ако се сеќавате, уште со професорката Ванковска поднесовме и до Уставен суд, исто и за Левица, значи нас не беа скратени пола од средствата кои што по закон не следуваат од државниот буџет, но ние сме научени на нефер третман и не кукаме, туку работиме со тоа што го имаме. Инаку е многу нефер, од друга страна има многу црни пари, особено кај некои од председателските кандидати кои што изненади, таму беа фрлени милиони, ние водевме кампања само со 17.000 евра, но не се предаваме. Тоа е таква е реалноста, на тоа работиме и секој наредни избори Левица покажува се подобар скор и така ќе биде и на овие. Така, овде сакам да прашам, потврлија ли бројките со кандидатот за председател? Па не, тоа се реални бројки. Да не заборавиме, ние кандидиравме независен кандидат кој што беше идеолошки најблизок до нас, левичар, професорката е левичарка по идеолошко убедување. Таа победи на интерните анкети партиски и ние предложивме, таа прифати и од тука јас сум комплетно задоволен од тоа што го покажа. Таа се држеше до надлежностите на председателот цело време во кампањата, додека другите манипулираа, зборуваа за глупости кои не се во председателските надлежности, за млади, за иселување, тоа не спаѓа во надлежност на председателот. И можеби имавме мал хендикеп со тоа што професорката сама беше исклучена 4-5 години наназад од давање изјави, можеби народот ја подзаборави, но ние ја вративме на голема сцена и од тука како огнено крштевање, како нешто што ние прв пат влегуваме со кандидат за председателски избори,
беше одлично искуство за нас, веќе го положивме тестот на зрелоста и веќе после тоа левица од мала партија веќе не е во малите партии, значи ние можеме сами, сосема сами да собереме 10.000 потписи за 5 дена, додека другите партии, не заборавајте, и едните и другите се во коалиции со 30 на други, 25-30 коалициони партнери, што им дава многу поголема моќ. Така што ние ратуваме сами против сите практично и од тука нема простор да бидеме незадоволни, туку напротив, одиме понатаму. Сега доаѓаат главните наши избори, тоа се овие парламентарните на 8 мај, за кои што и како имаме кредит, а тоа е нашиот удел како двајца пратеници во досегашната работа, и кога ќе речете опозиција на нормален граѓанин, првите кадри што му идат е нашите судири со џафери, нашето демолирање, нашето, ме сваќате, значи кога ќе кажете на борбен пратеник, веднаш ние двајца му доаѓаме на народот од тука на такви избори и не се споредливи, тоа сакам да кажам, бидејќи делувавте во собрание. Во смисла председателски се споредуваат со председателски, локални со локални, парламентарни со парламентарни, затоа што едниве се за инокосен орган и се на 5 години и се по мнозински систем, додека другиве се сосема друга методологија. Тоа се за колективен орган на 4 години со Донтова формула која што те краде исто така. Така што различни се приликите, а од друга страна оптимизмот го темелиме на тоа што секогаш статистички без промашај парламентарните избори имаат поголем степен на излезност. Очекувате двоцифрен број? Апсолутно, да. Очекуваме да го дуплираме резултатот од председателски и очекуваме од каде го црпиме оптимизмот, од тоа што очекуваме од 55 до 60% на излезност, што значи нови 150.000 луѓе кои не излегле на председателски, а ќе излезат на парламентарни. И секогаш тие се проопозицијски настроени, така што имаме реални шанси да кренеме од 80 до 120.000 гласови, зависно од излезноста, тоа значи од 8 до 12 пратеника. Зошто е тоа важно да имате поголем број на пратеници, бидејќи еве тоа и на граѓаните постојано им го укажувате? Апсолутно е важно, за да нема апсолутна власт. При известна победа на десниот спектар, што тоа би значило? Тоа би значило премиер и председател од иста партија, и во таков случај треба да има некој коректор кој што нема да дозволува апсолутизам и самоволие на големите партии да си ги тераат бизнисите, коруптивните скандали и слично. Ние со двајца пратеници успеавме да спречиме етничка припадност во лични карти, успеавме да спречиме косоваризација преку државјанства, па потоа одеа со шверцување, успеавме да спречиме приватизација на брзата помош, успеавме да ги намалиме, ако се сеќавате во ковид, овие пренапумпани цени на приватните болници. Така што, кога со двајца тоа го постигнавме од опозиција, можете да замислите со 10-12 пратеници што ние би можеле да постигнеме. Така што гласот даден за левица во овие историски прилики не е фрлен глас, не е глас како за овие други веќе помали партии, туку е глас за вистинската промакедонска опција и од тука тоа е судир на идеологиите на асномските темели на кои што ние целиме и фундираме, значи испреплетена класна, социјална и национална основа, и другите антимакедонски позиции кои што веќе ги елабориравме, тоа се софиската и тиранската. Значи тоа е изборот ако сакаме да поедноставиме. Во оваа кампања мораме да забележиме дека во оние пораки што се упатуваат до граѓаните, повеќе се секогаш алудира на Македонија. Македонија твоја, Македонија горда, да ја зачуваме европска Македонија. Зошто еве се дава толку акцент на тоа? Значи ли дека Македонија е загрозена? Апсолутно е загрозена од кусогледоста на нашата политичка елита. Кога велам нашата, мислам на македонската политичка елита. Зошто? Затоа што ние имаме еден хендикеп, затоа што немаме наши национални црвени линии, како што ние сега ги нудиме. Што тоа значи? Тоа значи дека ако не даде Таче, ќе даде Мицко, ако не даде Мицко, ќе даде Таче, и секогаш така се го симнуваме прагот на разградување на државата, и од тука мора да има веќе црвени линии, да се знае дека било која македонска партија не преговара за овие 5 точки, и тогаш партиите на
албанското малцинство ќе се легнат на брашното затоа што немаат друг избор. Ние не сме федерација, никаде во уставот, еве тоа да кажам таа мантра која цело време мора да има албанци, во влада не мора. По устав тој што има 61 глас во собранието, тој прави влада. Нема врска албанци, македонци, роми, вакви, такви. Значи, кој ќе стигне до 61 подпис од пратеници, тој составува влада. Сакате во влада, бујрум, ако не ви се свиѓа, пријатно. Значи, тоа е и мора да се, конечно да се стават црвените линии на македонците, затоа што ако се продолжи вака, Македонија ќе биде не само загрозена, Македонија ќе се распадне. Значи ќе имплодира, бидејќи вака веќе не оди. И да не забораваме, спомнавте ова Македонија. Не, они кажуваа Северна Македонија до пред кампањата, само во кампања кажуваат Македонија. Не знаете на кого алудирам. Така што тоа е маркетиншки трик. Ние бевме Македонија, да, сега е европска. Ние бевме Македонија за сите земји членки на Совет на безбедност, за 6 милијарди жители, 150 држави не имаа признато, и сега се сведовме на северно македонци, но тоа е резултат на кусогледоста на нашите политички елити и затоа памет на чело за кога ќе гласате за овие избори, бидејќи редно време е да гласате за млади неподмитливи дечки, а не за Курто и Мурто кои што 30 години се менуваат и гледаме, не можете да очекувате ако гласате за истите клиентелистички буржујски партии различен резултат. Не, ако до сега синот и керката ви го вработувале преку месен комитет на СДС, од утре ќе ви го вработуваат преку месен комитет на ДПМН. Доколку тоа сакате да го промените, не треба да гласате за помалото зло, туку за нови лица во политиката кои се неподмитливи, а ние тоа го докажавме на терен и го докажавме во самото собрание со Борис, така што тоа е изборот, се сведува на една платформа која што е промакедонска и сите други кои што не се, и алудирам луѓето да се освестат конечно, да се одважат, затоа што зад параванот никој не ве гледа. Дури да ве вработиле преку партија, ништо не им должите, зад параванот не знаат за кого гласат. Во изборна кампања се зборува и за корупција, криминал, овие ќе одговараат, оние ќе одговараат, но кога име власта се промени, никој не одговара, барем досега не сме, освен со некои исклучоци. Тоа е договорот кој што го имаат и кој што ние го видовме. Има ли шанси да се искорени? Има шанси, но само со нови луѓе. Еве некои експерти како што велат, доколку не се краде во Македонија, има пари, апсолутно, ќе се живее како во Западна Европа, точно. Затоа што ние сме богата држава со ресурси, имаме пари, меѓутоа многу се краде. Душмански се краде. И има надеж, меѓутоа мора да се променат прво личностите во политиката. Со гласање за СДС, ДПМН и ДУИ нема да се променат и ќе си ги живеете овакво секојдневие кој што сте си го одбрали. Да, значи ние во нашата антикорупцијска програма сме единствените кои предвидуваат закон за потекло на имот. Не може политичар со 1500 евра, со 2000 евра плата да има хациенди од пола милион евра. Мора да се види од каде е тој приход и тоа не е научна фантастика, таков закон сме имале во Југославија, таков закон има секаде по светот и по Европа, но нема политичка волја да се донесе. Исто така и за судиите, да видиме како може судија со 1500 евра плата да има хациенди и возен парк од 100.000 евра. Тоа е остварливо затоа што тоа не се големи операции, во смисла се знае за овие 3 децении има 600 судии, нема повеќе судии, ме разбирате, не е тоа нека операција од илјадници ние чешлања да правиме, за тие 600 луѓе се прави ветинг, исто така за функционери, бивши министри, бивши пратеници, тоа не се илјадници, тоа се стотици сам, се прави посебна комисија која чешла и на крајот или го конфискувате или го даночите со 70-80% данок. Таков модел има Србија. Не го викаат конфискација, но суптилно тоа е тоа. Ако вас имотот вие одданочен со 80%, практично вие треба да ви го конфискуваат. Така што има модели, исто така антинепотистички мерки и на универзитетите и во судството, затоа што не може керката да е судика, таткото адвокат, синот нотар, тоа се испреплетени црева, не можете правда да очекувате од такви кои ги бираат партиски комисии од тефтерчиња. Има начини, има методи, да, има начини, има методи, но треба да гласате за нови лица во политиката. Додека гласате за овие две аждаи,
нема да очекувате подобро и ќе си го живеете, ќе си ја живеете реалноста за која што сте ја одбрале. Така, исто се створи револт кај граѓаните и со она драстично зголемување на платите од на функционери, 80% на функционерите. Ние бевме, да подсетиме, ние бевме единствените кои што поднесоа барање, значи сите викаа ќе поднесеме, ние поднесовме формално барање за автентично толкување баш на тој член, бидејќи сметавме дека е направена пропуст помеѓу бруто и нето. Значи, тоа беше лесно решливо, но мнозинството тогаш одлучи да го отфрли нашето барање, за да после тоа, сега, ако се сеќавате пред изборите, на брзанка донесат 5-6 закони, кај што стагнираат кобожемски, откако веќе рипнаа за 78%. Значи, има методи тоа да се направи, има начини, но нема политичка волја. Зошто нема? Затоа што се гласа за исти ликови, кои што се променуваат, се заменуваат, а нема промена. Значи, нас не треба промена, а не замена. Додека гласаме за овие партии, тоа ќе биде исходот, тоа ќе биде реалноста, ќе се иселуваат младите, бидејќи не можат да трпат наместени конкурси. Јас работам со млади, најголемиот хендикеп нивни е тоа што првенцина генерација не ги примаат. Мои студенти по право не ги примаат за приправници во суд со 10-0 просек. Тоа е ненормално, како сакате да го кажете. Ако тој со 10 не го примате, кој треба да го примете? Еднаш не го примаат. Втор пат оди во обвинителство, не го примаат. Трет пат во правосудство, не го примаат во правобранителство и тој си ги пакува коферите и се оди. Апсолутно. Така и докторите, така ги губиме сите. Медицински кадар. Како може медицински кадар да е вреден во Германија, а да не е вреден во Македонија? Затоа што ги вработуваат преку штабови. За жал, тоа е вистината. Да ги спомнеме и бранителите, да не забораваме на нив. Така. Имавте во програмата изградба на спомен обележје. За споменик кај Вејце, бидејќи ние кога го однесовме тоа спомен обележје лани, мислам го искршија учките веднаш и ние предвидуваме државен монументален споменик кај Вејце, а од друга страна предвидуваме закон за бранители, овој кој што се фалеа ВМРО-вците дека го предложиле, но тој остана само за ништо не се направи со законот за бранители, па дури и ова не се направи затоа што има политички дел помеѓу нашите елити, затоа што остана мал број бранители и тие не им се многу во фокусот, затоа што не носат многу гласачко тело како што носи, не знам, администрација, пензионери, ме сваѓате, тоа се мал број на луѓе кои што крвавеа кога требаше да го дадат и животот за Македонија, а останаа на улиците. И да не забораваме, после локалните избори, Левица беше првата партија која што масовно во сите општински совети унифицирано поднесовме барање за бенефиции на децата на бранителите, бесплатни градинки, бесплатни учебници, школство и многу од тие иницијативи потоа се приклучија и едните и другите и ги изгласавме. Значи на локално ниво веќе има некои бенефиции токму благодарение на Левица. Јас секојдневно имам контакти со тие луѓе и тие се расцепкани на неколку здруженија кои ги лажат, некои ги лажат достоинство, некои ги лаже Знам, Максо, некои ги лажат ДПМН и нема единство и затоа не им се решава проблемот. Но ние сме секогаш отворени за нивните проблеми и секој таков закон и први ќе предложиме таков закон во новиот парламентарен состав. Господине Пасиев, за крај што би порачале на граѓаните, иако испративте веќе? Так, за крај би им порачал конечно да се одважат зад параванот кога никој не ги гледа, да се одмаздат на овие властолюбци кои што 3 децении крвта ни ја пијат и особено сакам да апелирам до младите и до студентите кои што знам дека немаат пари да се вратат во своите домови, студираат во Штип, во Скопје, можеби се од Кевгелија, од Струмица, од Охрид. И знам дека кога бираа кога да се вратат, знам дека бираа ќе се вратам за Левица да гласам на парламентарни. Вратете се дечки, кога тие можат да се враќаат од Швајцарија за да гласаат за градоначалник на Кичево, можете и вие да се вратите до Неготино, до Гевгелија, до Велес и да гласате на денот на изборите, намерно се ставени во среда, баш поради тоа да ве обескуражат. Од тука вратете се и на 8 мај да покажеме политичка зрелост и за прв пат Левица да имаат двоцифрен број пратеници.
Ви благодарам уште. Благодарам еднаш на што приликата бевте што ми гост. дадовте можност да се искажам, бидејќи ова е мое, да кажеме, второ гостување во цела кампања. Тоа значи дека ваков медиумски бојкот за левица, за една парламентарна партија, не е покажан во изминативе 3 децении и благодарност за приликата. Ви благодариме и вам што бевте наш гост. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму со програмата на телевизија Кобра. Пријатна вечер.